Следите уште еден подкаст Новинарски муабет и денеска со мене во студиото е Вања Мицевска, прекрасна, млада моја колешка, која размислував како да ја направам најавата за тебе. Секогаш тргнувам од своето лично искуство и некоја моја вредностна позиција нели за моите соговорници, особено за колегите. Јас тебе те запознав на една програма за млади новинари и заедно бевме на една обука и претходно не те знаев, нели не сме имале контакти, доперни точки, меѓутоа тогаш многу ме фасцинира твојата умешност и вештина во новинарството, да ги структурираш темите и онака се види твоето знаење и една длабочина и искуство и покрај тоа што нели првиот впечаток кој ќе видиме млад новинар е, си велиме има потенцијал, може да се гради, меѓутоа кај тебе го видов она чисто искуство, вештина и еден школски пример, да речам, за новинар. Добре ми дојде во студиото денеска. За почеток би сакала да те прашам како почна твојата приказна со новинарството? Добро ве најдов и благодарам за поканата. Јас сум некој што многу сака да гледа и да слуша подкасти, исто така па драго ми е кога сум дел од една ваква медиумска форма, да речам. Предпоставив поради името на самиот подкаст и дека ќе ме прашаш како започна таа приказна. Тоа е навистина, би рекла, и сложен и едноставен одговор истовремено, затоа што јас секогаш знам да кажам дека новинарството мене ме одбра, не јас него. И ако прашате кој било од моето блиско обкружување, ќе ви го кажат истото. Едноставно, никогаш не беше друга професија во игра. Како започна љубовта не само кон новинарството, туку општо кон медиумите и кон јавниот говор, би рекла дека вината за тоа е на мојата мајка, која што се има вработено во Канал 77, првото приватно национално радио, кога јас сум била 3 години. Ние сме од Штип и тоа е единствениот национален медиум со седиште надвор од Скопје. И јас практично растев во радиското студио. Во тој период многу поразлично функционираа медиумите од денес, немаше интернет или барем не се користеше како сега. Така што уште пред да знам да читам сум влегла во студио да снимам реклами за кои што биле потребни детски вокали. Потоа кога бев 9 години имав своја емисија во живо, таа беше испонзорирана од една компанија која имаше намирници за деца и практично во таа емисија ни се јавува деца слушатели во живо. Како сега што се политичко контактните емисии, тогаш се јавуваа децата во програма. Водев и детски фестивали во мојот град. Од секогаш многу сакав да пишувам и некако тоа само по себе се наметна како професија, бидејќи една многу убава и благородна професија која што комбинира пишување и љубопитност, односно задоволување на љубопитноста, бидејќи мора секогаш се да ве интересира, да. И тука би сакала и да ја нагласам улогата на просветните работници во препознавање на тоа да ги насочат децата кон она што ги влече. Кога јас бев матурантка, тогашната висока школа за новинарство и за односи со јавност од Скопје, која сега за жал не постои, контактираше со професори по македонски јазик од повеќе училишта низ Македонија. И секој професор требаше да прати еден ученик на семинар од 5 дена во Охрид, каде што тогашните средношколци би стекнале вештини и знаења за тоа што значи новинарство. Мојата професорка Весна Ристова, која сега е директорка на гимназијата во Штип Славчо Стоименски, ме испрати на тој семинар. 5 дена снимавме интервјуа на терен, беше многу студено во Охрид, тогаш за прв пат Охрид го видов во зима и таму буквално се запознав малку подетално нели со занаетот во тие неколку дена. Потоа имаше повик за стипендии на високата школа. Јас аплицирав со фотоприказна која што укажуваше на важноста на свеста за меѓуетничките односи меѓу младите и така ја добив стипендијата по новинарство. Практично јас уште во април веќе знаев нели каде ќе бидам студентка. Многу интересен инпут ми даде, многу интересен одговор и често сум го размислувала јас тоа како хипотеза, како дилема, дали воопшто ти треба талент за да се занимаваш со новинарство. Со однос на тоа дека не станува збор нели за уметност, каде што треба да се препознае талент, а комбинира нешто што е метода на уметност, како што е пишувањето, убавото говорење,
е реториката и така натаму, и секогаш сум се прашувала дали ти треба суров талент, некој да го препознае дека можеш потенцијално утре да бидеш успешен новинар, или тоа е некоја школа која што се стекнува и се учи со текот на животот. Кои се твоите позиции, еве од лично искуство, затоа што од релативно мала возраст си се веќе насочувала во новинарството, не си од онаа приказна како мене случајно да се најдам нели секундарно како секундарна професија новинарството. Многу ме интересира колку талентот има улога и што значи кога говориме за талент во новинарството. Мислам дека е комбинација од двете, и талент и секако нели едукација, не како формална, така и неформална. Меѓутоа тука мислам дека е многу, односно најмногу е важна улогата која што и ние самите имаме, значи нашиот карактер. Ако вие имате талент и си го препознавате, треба да верувате во себе и да истраете во тоа, не да чекате некој друг само да ви биде ветар во грб, затоа што луѓето понекогаш имаат и предрасуди за нивната професија. Тие мислат дека нашата целокупна работа е само тоа што тие го гледаат на екран, или дека нашата работа е само обично пишување текстови, ако тоа се авторски трудови со кои што ние можеме да направиме промени во општеството, и за да го направите тоа, секако ви треба талент за да го напишете, нели, или да го изведете еве пред камера, но тоа е само последното што го гледа публиката, а за да го направите сето тоа што му претходи како чекор на тој процес е потребно секако дека знаење, бидејќи вие не можете да имате талент за да знаете со кој соговорник како да комуницирате, какви прашања или подпрашања да поставите. Секако дека тука се нели професорите од областа за да ве насочат политиколози, комуниколози, новинари, актуелни или можеби поранешни, од секој да го впиете знаењето за да може на крај да имате свое. Вања, ти спомна дека секој текст, односно секој медиумски продукт, сега не знам како да се изразам најкоректно и најрепрезентативно на тоа што ние го работиме, има авторски печат и убаво кажа, ние сме автори. И мојата дилема од секогаш била колку треба да се вложи авторскиот идентитет на самиот новинар и смее ли новинарот да биде толку слободен да си го покажува својот личен стил, или повеќе си приврзаник до онаа теорија дека треба да бидеме максимално објективни, максимално коректни, неутрални и да ги прикажуваме фактите само како медиум, како некој што е посредник и преносител. Кој е твоето чувство за новинарството? Вака, тука морам да се навратам на еден период кога известно време студирав во Словенија преку програмата Еразмус и таму имавме еден предмет литературно новинарство. Беше како пандан на предметот печатени медиуми кај нас и таму професорката ни кажа во едно од предавањата дека колку и да сакаме ние да сме објективни, нели треба да е така, секогаш секој од нас ќе има нешто субјективно што ќе го внесе во самиот свој медиумски продукт, бидејќи на пример и кога известувате од дневен настан, два прилога нема да се совпаднат еден со друг. Тоа што некој ќе го стави во првата реченица, ако е статистика, можеби за некој друг ќе биде бекграунд. Така што колку и да сме нели ние објективни и неутрални, што секако подразбира да ги кажеме ставовите на сите засегнати страни, секако дека ќе имаме еден субјективен удел во тоа, бидејќи секој од нас има и различен стил на изразување. Некој сака подолги реченици, некој сака поконцизни, поинакви зборови, но на крајот од денот мислам дека сето тоа зависи од жанровите кои што ги обработуваме. Ако сега пишувате колумна, например, сама по себе колумната е жанр кај што нели вашите гледишта и ставови секако аргументирано доаѓаат до израз. Ако е аналитички или истражувачки текст, тогаш веќе мора да вагате на некој начин, нели, да им дадете подеднаква можност на сите страни кои што се засегнати. Така што, пак ќе кажам, сето тоа зависи и од жанрот. Ако, например, правите репортажа, ќе употребите малку поинакви зборови, поинаков збороред, можеби во речениците ќе се расприкажете, меѓутоа ако е, например, телевизиски прилог од дневен настан, тогаш мора да сте
концизни, но мислам дека стилот на изразување кај секој новинар се препознава и така се гради нели кредибилитетот, бидејќи сега особено и со социјалните мрежи гледаме дека исплива на површина целата неписменост, за жал, кај дел од јавноста, и мислам дека и писменоста е важна за да имате кредибилитет. Вања, ти спомна дека си почнала со фоторепортажа и тоа била првата твоја медиумска изведба, да кажам, на твојот труд, и сега си и телевизиски новинар, и живееме сега во едно време каде што мислам дека визуелната содржина доминира и окото како сетелен орган многу доминира во нашето секојдневие. Сакаме да видиме што повеќе содржини визуелно да ги восприемиме. Колку визуализацијата, правилната репрезентација на визуелно ниво во новинарството е важна, и дали мислиш дека ќе станува уште поважна со инвазијата на социјалните мрежи, со инвазијата на некои други дигитални платформи кај што нели ги следиме веќе медиумските содржини, затоа што јас на пример одамна не сум купила печатен весник, дневник. Тоа не читам, иако пред 5-6 години, 10 години кога сум била студентка, сум читала на пример печатено издание. Веќе тоа за мојот вкус е надвор од употреба. Како доаѓаат нови времиња, мислам дека така и се прилагодува, се менува новинарството. Кои се твоите проекции, замисли за тоа како ќе биде во иднина? Јас имам неостварена желба да работам во печатен медиум. Дури и кога имав магистерски труд, темата ми беше подемот и падот на печатените медиуми, беше фасцинантно сето тоа што јас го открив во изработката. Тогаш комуницирав со разни новинари, меѓу кои што и пензионирани, и кога тие ми кажуваа како тогаш не само како работеле, како се живеело, тоа за мене беше преинтересно јас да го слушам и потоа да го пренесам. Меѓутоа, новото време секако дека бара и нови вештини. Ние сега имаме вештини кои што не сме ги учеле на факултет, затоа што програмата била прилагодена на тоа време, се разбира. Пред некое време бев и говорник на една дебата, каде што еден колега рече: јас мислам дека вистинските новинари се само од печатените медиуми. Јас лично мислам дека типот на медиум во кој што работиме не те дефинира како новинар, значи зборуваме нели од технички аспект. Затоа што вие може да сте добар пишувач, меѓутоа може и да сте помлад новинар кој што ги следи новите форми за волја на вистината, те и доправа ќе доживуваат експанзија, нели тоа е неизбежен дел од нашето живење, и токму поради тоа во мноштвото содржини, од кои што не сите се новинарски, се разбира, мора да бидете конкурентни на некој начин, би рекла, и тоа е малку поисцрапувачко, затоа што тука веќе не сте само новинар, туку сте и графички дизајнери, мора да размислувате нели out of the box, што се вели, традиционалното новинарство, односно нели професионалното, да го споите со ова што го наметнува новото време. Така што да, мислам дека ќе доживува експанзија, дури веќе и традиционалните медиуми нели ги имаме на социјалните мрежи, затоа што тоа е начинот да допрат до помладата публика, и затоа мора да се внимава на целокупната визуализација. Така, добро спомна ексклузивитетот што ние го правиме и меѓу нас во нашата фила. Јас признавам само новинари кои што работат во печатени медиуми, или на пример од традиционалните, од класичните медиуми. Многу често сум ја слушнала фразата дека дигиталните медиуми, затоа што не се регулирани нели со закон за медиуми, дека тие воопшто не представуваат платформа каде што треба да се пласира професионалното новинарство. Имавме и судски случаи каде што нашите колеги губеле судски спор само преди тоа што судот не ја препознава нивната дејност како професионално медиумска, што за мене е поразително, и го барав цело време потеклото на тоа, и се велам дали е потеклото и причината за тоа што правиме таков ексклузивитет, ова е добро новинарство, ова е лошо новинарство, затоа што живееме во едно геронтократско општество каде што нели повозрастните, поискусните новинари се штитат, па сега ќе дојде некој
помлад, па го доживуваат како неискусен, нема доверба, можеби во некои редакции и нема толку голема поддршка од колегите, или е тоа некој друг тип на давање на важност само на мојот труд и на трудот на моите колеги? Не знам сега која е потребата и мотивацијата да се прави таков ексклузивитет, меѓутоа кога говориме за професионално и непрофесионално новинарство, кои се твоите лични стандарди за тоа? Јас мислам дека нашата професија е толку убава што е сестрана. Има место и за тие што внимаваат на визуелното, има место и за тие што се добри пишувачи па сакаат нели со поаналитички текстови да понудат конструктивни решенија. Го имаме тука и дескриптивното новинарство и така натаму, што секако ќе си го најде сега својот пат преку дигиталните платформи за оној дел од публиката што сака нели подолго да се задржи на една содржина. За мене, ти го спомена зборот поразително, за мене е поразително кога тие, па би рекла предрасуди, доаѓаат од самите колеги. Вие не можете нечи квалитет да го оспорувате само според видот на медиумот во кој што работи еден новинар, но јас лично сум се соочила со предрасуди од колеги поради темите кои што ги обработувам, бидејќи јас сум следела и висока политика и надворешна политика, меѓутоа со текот на времето јас патот си го трасирав таму кај што се темите кои во фокусот го ставаат обичниот човек. Здравствени теми, образовни теми, социјални теми, бидејќи ние без здравствен ресор, без образовен ресор ќе имаме општество кое што не е здраво и општество кое што не расудува рационално, не размислува критички и мислам дека темите од овие сектори се уште си го бараат своето место кое што го заслужуваат во медиумите и сум се соочила лично нели од колеги со такви предрасуди дека тоа се теми кои што се малтене и неважни или теми кои што се многу полесни за обработка, иако навистина не е така што за мене се многу попоразителни тие предрасуди кои што постојат во самата наша фела. Порано ме погодувале, сега не, затоа што колку ќе ме погоди еден таков коментар е многу помалку од значењето што за мене го има позитивниот коментар од обичните граѓани, од публиката кои што се засегнати од таа тема и мислам дека и меѓу другото и поради ова имаме проблем во начинот на кој што јавноста не перцепира кога ние самите меѓу себе ја оспоруваме нашата работа, нашата вредност на тоа што го правиме, не можете да очекувате некој од надвор дека тоа ќе го препознае целосно. Сега со новите медиуми некако овие теми малку по малку нели почнуваат да бидат позастапени, навистина ми е драго за тоа и уште подраго дека јас сум во една средина каде што луѓето околу мене, па и моите претпоставени немаат предрасуди за такви теми, веруваат во нивниот потенцијал, во потенцијалот на сето тоа што можам да го донесам, дали на екранот, дали во пишана верзија. И мислам дека преку овие форми навистина можеме да ги застапиме овие теми повеќе. Една многу интересна реченица, еден многу интересен фрагмент искористи кога кажа на социјалните мрежи, дури и традиционалните медиуми прават прилагодени содржини за да допрат до публиката. Многу често, мислам дека и во новинарската фила и во еснавските здруженија се прават тие дигресии, дали новинарите денеска треба да бидат борци за внимание, по секоја цена да морам јас да допрам до публиката, или треба публиката да е таа која што ќе биде критички настроена и која што ќе ја бара информацијата што новинарот треба да испорача. Во која насока треба да одиме ние? Дали треба да одиме да се бориме по секоја цена да пласираме некоја тема и преку јавниот притисок да издействуваме институционална поддршка или будност, или треба да сме од оној тип каде што треба да ги испорачуваме барањата на граѓаните, доколку сме среќно општество да имаме што е можно покритична маса, односно критична публика, затоа што на социјалните мрежи обично коментарите се ad hominem, видеа, нели, и говор на омраза и разни работи кои што се нерелевантни и апсолутно само му штетат на јавниот дискурс.
Тука многу често не се сваќа значењето на фразата јавен интерес, бидејќи не се што јавноста ја интересира е од интерес нели за неа. И мене особено ми се допаѓа што ова е сега дефинирано во новиот кодекс на новинарите, но мислам дека прашањето е многу покомплексно од тоа што изгледа, затоа што тука е многу важна и медиумската писменост за луѓето да посегнат по вашите содржини пласирани на традиционален начин. Секако треба да имаат нели медиумска писменост, да знаат дека тоа е тоа што им треба за да бидат информирани. Меѓутоа во услови кога се уште не е тоа на некое завидно ниво, ние мораме да го преземеме кормилото и да најдеме начин да дојдеме до публиката. И јас се надевам дека тоа можеби еден наш своевиден чекор кон медиумско описменување на публиката, бидејќи во мноштвото на содржини кои што не би требало да бидат пласирани, ние се бориме нели со нив и за да се избориме мори ние нашите исто така да ги пласираме и да се надеваме во најмала рака дека публиката ќе може да направи дистинкција меѓу едните и другите. Го спомна новиот кодекс, етички кодекс за новинарите и таму за прв пат тоа се појави како една од најинтересните вести во последните неколку дена, а тоа е дека во новиот кодекс јасно е дефинирано што новинарот смее да користи како производ кој што е генериран од вештачката интелигенција, а докаде се границите на она што е проверено, објективно, оригинално и така натаму. Што мислиш за вештачката интелигенција? Гледам дека многу често се употребува, дури јас и ти сме биле на една обука каде што не обучувале како да ги користиме латките на вештачката интелигенција за да произведеме и генерираме професионален текст со сите нели етички стандарди. Злодало ли е да употребуваме вештачка интелигенција и до која граница смееме тоа да си го дозволиме? Употребата сама по себе секако дека не е злодало по дефолт. Меѓутоа, начинот на кој што тоа го правите и неинформираноста, односно неинформирањето на публиката од ваша страна дека го правите, навистина е, би рекла, нечесно. Ќе се навратам пак на дебатата на која што учествував пред известно време, дискутиравме за ова. Меѓу другото, и јас тогаш реков и се уште стојам на тоа дека новинарството е една од професиите кои што никогаш нема да може целосно да биде заменета од вештачката интелигенција генерално, затоа што тие алатки никогаш нема да ја имаат душата, емоцијата што новинарот ќе ја внесе во авторскиот производ и никогаш нема да може да цитираат конкретни луѓе, нели, чии што приказни ќе ги пренесат таму, а па уште помалку и да побараат одговори од институциите за сето она кое што не чини, а доколку работеле тие би чинело. Така што секако дека ние можеме да користиме вештачка интелигенција, но само за оптимизација, да ни заштеди време за потоа ние да се насочиме кон нешто друго. Например, јас па можам да кажам дека и долани не ни знаев дека постојат алатки кои што може да ти направат пишана верзија од аудио снимките. И кога тоа го открив, навистина почна да ми заштедува исклучително многу време, кое што јас, кога ќе го заштедам, можам да го пренасочам кон тоа да барам нови теми, нови соговорници, можеби да читам некои закони или други документи кои што ми се од исклучителна важност за текстот, ако тоа е нешто што има аналитички карактер, а доколку се работи за фотографии и видеа кои што се генерирани на овој начин, секако публиката дека мора да ја информирате. Дури малце ми е дискутабилно дали ова навистина, сега не дека е погрешно дека е дел од кодексот, меѓутоа дали некој навистина со некаков документ треба да ни каже како да бидеме етички. Ако ние сме дел од професијата, етиката е една од најбазичните нешта кои што вие треба да ги знаете. Да. Точно. Во интерес на времето, Вања, многу ме интересира затоа што ти си млад новинар и нашиот подкаст е наменет за млади новинари кои што имаат што да кажат, имаат што да дадат како пример од својата професија, да инспирираат можеби други млади луѓе кои што ќе го гледаат овој подкаст и би посакале или би им се родила амбиција да се занимаваат со новинарството како дејност. Која е состојбата на младите новинари? Јас често кога разговарам со луѓе
од други професии, например угостителство. Нас ни велат, ние имаме солидни плати, имаме добри работни односи, одлични услови и така натаму, додека кога разговарам со колеги новинари, многу често приговорот е дека работиме навистина во многу тешки услови, понекогаш и со договори на дела, мали плати, нерегулирани работни односи и така натаму. Многу често се отвараат, затвараат редакции, тоа многу професионални и тие доживеат таа судбина нели со Радио Слободна Европа. Дали тоа треба да не демотивира, знаејќи го општествениот контекст во кој што работиме како новинари, или што е тоа што треба да не одржи во оваа професија, таа најидеалистичка нота што тебе те одржува и што секој ден стануваш и велиш со љубов ја работам оваа работа. Зошто? Навистина комплицирано прашање би рекла, ајде да бидеме и објективни. Да, навистина социоекономските услови за работа не се на некое завидно ниво, меѓутоа ние не мораме да се согласуваме на тие услови, нели, ако не се согласиме, нема ни да постојат. Меѓутоа, кога реков ајде да бидеме објективни, мислам на тоа дека и помладите колеги, нели, не генерализирам, не напаѓам, меѓутоа мора да сфатат дека меѓу доблестите и маните на оваа професија и фактот дека ние никогаш не можеме да имаме фиксно работно време, дека е професија во која што нема секој празник да го поминувате дома, нема секој викенд да ви е слободен, телефонот ќе ви звони во најразлично време, во текот на денот, во текот на ноќта, понекогаш ќе се чувствувате дека сте на работа, дури и тогаш кога не сте. Например, ако еден новинар се вози со јавен превоз во Скопје, односно не се вози, бидејќи исто како да не постои, секако дека ќе препознае вест во тој хаос во ЈСП. И затоа велам дека ние сме на работа и тогаш кога не сме. Така што, кога реков да бидеме објективни, мислам и на тоа. Треба да се бориме за подобри социоекономски услови, меѓутоа и дел од нас секако да имаат повеќе жар. Може би некој ќе ме нападне дека сум пристрасна, меѓутоа мислам дека кога колегите од мојата генерација беа во текот на студиите или може би тазе завршени, некако имавме повеќе жар од новите генерации. Секако дека има исклучоци и имаме колеги од таа генерација што се тазе дипломирани, кои работат на повеќе места, кои навистина фасцинираат со своите достигнувања и амбиции, меѓутоа има и такви кај кои што може би жарот треба да се помести на едно повисоко ниво. Уште едно бонус прашање, затоа што мене ме интересира како ќе ми го одговориш. Ти спомна јавен интерес и тоа е, мислам дека императивот на секој новинар да се бори за јавниот интерес. Меѓутоа го спомна и оној дел кога имаме звонење на телефони, многу често граѓаните ќе ни се обратат нас затоа што немаат доверба во институциите. Која е разликата помеѓу тоа да го застапуваме само јавниот интерес и да бидеме граѓански сервис? Јас многу пати сум на граѓаните сум се обидала да им кажам дека улогата на новинарот не е да биде граѓански сервис, да биде бесплатна психолошка или правна помош да им понуди, меѓутоа тука е да ја пренесе сторијата доколку во сторијата се гледа нели корупција, јавен интерес, институционален молк и така натаму. Тоа се темите кои што нас не интересираат и се во наш домен. Како ти ја правиш таа разлика помеѓу новинар кој што е граѓански сервис и чисто чување на јавен интерес, што впрочем е и единствена наша обврска? Да. Па мислам дека баш преку нашата работа можеме да му помогнеме на обичниот човек со тоа што ќе направиме притисок врз институциите, но она кое што јавноста не го сваќа е дека ние не можеме да известуваме за проблемите на обичниот граѓанин без тој да даде изјава и да застане со име и презиме зад својата приказна. Прво затоа што не е тоа релевантно, нели? И второ, затоа што вие од правен аспект може да се соочите со проблем и некој да ве обвини за клевета, за навреда и така натаму. И сега некој не може да очекува вие да застанете зад него, кога тој ни самиот не стои зад себе. Така што јас би им симнала капа на сите луѓе кои што
зборуваат јавно и буквално си ја соголуваат душата кога станува збор за нивните проблеми, доколку нели сметаат дека токму преку медиумите ќе може да се дојде до решение. А инаку за тоа звонење во било кој дел нели од денот, да, навистина некогаш пречи, бидејќи не е неопходно некогаш во 10 ноќе да ве контактираат. Меѓутоа имало ситуации кога не ми пречело дури и да е на полноќ, доколку се работи например за мајка на дете со попреченост, која што има низа предизвици во текот на денот, а сепак сака да даде изјава за статијата која што ја пишувате, а е посветена на инклузија на деца со попреченост. Во тој случај воопшто не ми пречи да ние комуницираме и по полноќ, затоа што јас сум свесна дека тоа е можеби единствениот момент од денот кога па и не е слободен, тоа е нели период кога таа треба да спие, но сепак и во тие доцни часови продолжува да се бори на некој начин, бидејќи тоа присуство во медиумите и гласно говорење за проблемите е борба, така што се зависи и од темата и од ситуацијата. Мојот заклучок на денешниот наш разговор е дека во демократско општество каде што има владење на право, секој е слободен да го каже својот збор и навистина сме многу благодарни на сите кои што ја дале својата доверба на новинарите, нели како што речете буквално да се ја соголат својата душа, понекогаш и да зборуваат за теми кои што во нашето општество се уште се сметаат како табу теми и се соочуваат со низа стереотипи откако во јавност и во етер ќе излезе нешто. Меѓутоа од друга страна мора да бидеме свесни дека одговорноста мораме да ја носиме за секој јавно искажан збор и дека колку што е јавноста слободна, толку треба да значи одговорност и да оперираме на некој начин што е можно повеќе со објективни, вистините информации, да бидеме етични, доследни и да ги почитуваме сите стандарди на нешто што се нарекува ајде да речам културна, правна норма и така натаму и така натаму. Вања, ти благодарам многу за овој денешен разговор. Јас уште еднаш си го потврдив моето мислење дека ти си на вистина школски пример за новинар и мислам дека ќе бидеш пример за следните генерации, за сите млади луѓе што ќе го гледаат овој подкаст, ќе им дадеш инспирација, ќе им дадеш ветер во грб да се занимаваат и со новинарството и можеби да одберат оваа професија во иднина. Ти благодарам уште еднаш за поканата, за прекрасната најава предходно и сега уште попрекрасна одјава. Се надевам навистина дека секоја една приказна ќе си го најде својот пат до публиката и навистина ќе успееме да направиме промени во ова општество, па макар и многу бавно да се движиме правејќи ги. Се согласувам и те благодарам уште еднаш за времето. Благодарам.